Темелната јама на градилиштето во Кисела Вода не била обезбедена, а работниците работеле без основни мерки за заштита на местото каде требало да се гради стамбената зграда. Ова се главните причини за трагедијата каде загина 34 годишен работник од Крива Паланка и тројца негови колеги беа повредени. Државниот инспекторат за труд утврди сериозни пропусти во безбедноста при работа на работниците. Според на одит, градежниците биле ангажирани кај подизведувач, но на терен не биле исполнети ни најосновните услови за безбедна работа. Од областа на безбедност и здравје при работа утврдено е дека не биле преземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрушување на земјиштето, што е и причина за несреќата. По несреќата во Кисела Вода, инспекторатот веднаш го запре работењето на градилиштето. Изречена е усмена забрана за работа, која ќе важи се додека не се отстранат сите пропусти и не се обезбедат неопходни мерки за заштита на работниците. Од инвеститорот и изведувачот е побарана целата документација поврзана со безбедноста и здравјето при работа. Во јавноста засега е молку од страна на изведувачот, односно компанијата Екимовски Доел. Од нивната веб страна може да се видат само два проекти, едниот е во Кисела Вода, другиот во Скопски аеродром. Досега ниту еден од оваа компанија не даде никакви информации околу дозволата, документацијата и дали се работело согласно прописите за безбедност. Во меѓувреме, основното јавно обвинителство ја продолжува истрагата за да утврди како дошло до трагедијата. Издадена е и наредба за обдукција на починатиот работник. Повредените работници, кои се на возраст од 35 до 45 години, беа хоспитализирани во клиничкиот центар Мајка Тереза. Дел се пуштени на домашно лекување, додека едниот пациент кој имаше повеќе скршеници е опериран и е стабилен.